أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Продолжуваме со нови вести и со нови хабери со кои возвишениот Аллах Азза ва Џел не известува за најарогантниот народ, за проклетите евреи, кои меѓу другото, како што прават разлика помеѓу Аллаховите пратеници, па во некои веруваат, во некои не веруваат, како што прават разлики во Аллаховите книги, некои ги прифачаат, а некои не, исто така прават разлика дури и кај мелеките. Па некои од нив ги земаат за пријатели, за заштитници, а некои пак и ги мразат и ги земаат за непријатели. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел вели во 97-миот ајет од ова возвишено сура, суратул Бекара: "Кул ман кана адуван ли Џибрил фаиннаху наззалаху ала қалбика биизниллах мусаддиқан лима бейна јадейхи ва худан ва бушра лил муъминин." Вели Аллах Азза ва Џел: кажи им, о Аллахов пратенику, кој му е непријател на Џибрил, нека знае дека тој со Аллахова дозвола го спушта Куранот во твоето срце, како потврда за претходните објавени книги, како патоказ и радосна вест за верниците. Вели Ибн Џурейџ, Ебу Џерир ат-Табери, рахимахуллах, сите учени луѓе во тефсир, значи сите муфесири, се согласни дека овој курански ајет е објавен како одговор на евреите од Бену Исраил, кои тврделе дека Џибрил алейхиссалам им е непријател и дека Микаил им е пријател. Значи правеле разлика измеѓу Џабраил или Џибрил и Микаил. Па велеле Џибрил е наш непријател, додека Микаил за него велеле дека е нивни пријател. А причината која го зборувале или го велеле ове се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анху дека рекол: една група на евреи дојдоа кај Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем и му рекле: о Ебул Касим, извести не за неколку работи за кои ќе те прашаме, а кои не ги знае никој освен пратеник. Одговорот на овие прашања кои ќе ти ги поставиме не ги знае никој освен ако е вистински пратеник. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем им рекол: прашајте за што сакате, но дајте ми обврска пред Аллах Азза ва Џел, како што Јакуб алейхи салату ва салам ја зеде обврската од своите синови. Ако ви одговорам на вашите прашања и вие препознаете дека тоа е вистина, дека ќе ме следите во верава. Значи, ако одговора точно, ако го потврдите, тогаш да примате ислам. Па му рекле: го прифачаме. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: прашајте ме за што сакате. Па рекле: извести не за 4 работи за кои ќе те прашаме. Извести не која е храната или која храна Исраил или Јакуб алейхи салам си ја забранил сами од себе си пред да биде објавен Тевратот. Ова е првото прашање. Второ, извести не за семената течност на жената и семената течност на мажот и како тоа се раѓа машко, а како женско. Трето, извести не за тој неписмен пратеник кој не знае да чита и пишува, ако е спомнат во Тевратот. И последното,
кој е неговиот заштитник од мелеците. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: врз вас е Аллаховиот завет. Значи, вие се заколнавте и прифативте дека ако одговора точно, че го прифатите исламот. Па тие повторно му дале завет и обврска и го прифатиле те од Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, па му одговорил алейхи салату вассалам: ве колнам во оној кој му го објави Тевратот на Муса алейхи салам. Дали знаете дека Исраил, Јаакуб алейхи салам, се разболел од тешка болест, па боледувањето му се одолжило подолго време. Тогаш тој му дал завет на возвишениот Аллах азза ва џел и рекол: ако Аллах го излекува од неговата болест, ќе си ја забрани најомилената негова храна и најомилениот пијалок. А најомилена храна на Јакуб му било месото од камила, а најомилен пијалок му било низиното млеко. Значи, тона храна која Исраил или Јакуб алейхи селам се забранил на себе си е месо од камила. Па му рекле: Аллахумма да. Значи, точно е. Тогаш Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Аллах мој, биди сведок против ними. Ова е одговор на првото прашање. Потоа рекол алейхи салату вассалам: и ве колнам во Аллах, оној освен кого нема друг вистински Бог, оној кој му го објави Тевратот на Муса алейхи салату вассалам. Дали знаете дека течноста на мажот е густа и бела, а течноста на жената е тенка и жолтеникава? Па која од нив ќе надвладее според Аллаховата дозвола, детето ќе биде според неа и сличноста ќе биде кон неа. Па ако течноста на мажот надвладее над течноста на жената, детето со Аллахова дозвола ќе биде машко или ќе личи на неговиот татко. А ако течноста на жената надвладее над течноста на мажот, детето со Аллахова дозвола ќе биде женско. И ове се работи кои се од муџизите на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, кои во теа време невозможно било некој да го знајд или да го спознајд освен преку објава. И ове го знаеле евреите. Па затоа му рекле после овој одговор: да, Аллахумма. Овој говор кој го користеле. Значи, да, точно е така. Ове е второто. Тогаш повторно рекол алейхи салату вассалам: Аллаху мој, биди сведок. Потоа рекол алейхи салату вассалам: и ве колнам во Аллах, во оној кој му го објави Тевратот на Муса. Дали знаете дека тој неписмен пратеник, дека неговите очи спијат, но неговото срце не спие? И ове аламе и знак на Аллаховите пратеници. Па еден и од знаковите на Мухаммед салаллаху алейхи веселем е тоа што можеби неговото око спие, но неговото срце е будно. Па рекле: да. Рекол алейхи салату вассалам: Аллах мој, биди сведок. Овие се три одговори на првите три прашања. Потоа рекоа, пошто му одговори точно на сите прашања, по ове следвит автоматски тие да примет ислам. Но евреин, како што е познато по нивната фитра и нивната природа, тие се проклет народ. Па тие мораат да најдат нешто за да се оправдаат. Па го поставиле последното нивно прашање, кое тие го знаат одговорот. А тие е: кажи ни, кој е твојот заштитник и пријател од мелеките? Тогаш или ќе те следиме, или пак и ќе се одвоиме од тебе. Значи, ако ни одговори со нешто ни пасира, ќе те следиме. А ако ни одговори со спротивно до нешто ние го имаме, тога ќе се одвоиме од тебе. Па рекол алейхи салату вассалам: мој пријател и мој заштитник од мелеките посебно е Џибрил алейхи салату вассалам. Аллах никогаш не испратил ниту еден пратеник, а Џибрил да не му бил заштитник. Па тогаш тие рекоа: ние се одвојуваме од тебе, се оддалечвиме од тебе. Да беше твој заштитник некој други од мелеките освен Џибрил, ќе те следевме и ќе те повервевме. Па му рекол Мухаммед салаллаху алейхи веселем: а што ве спречува да му поверувате на Џибрил алейхи салату вассалам, дека тој е мелек од Аллах азза ва џелле
и кој е пратеник од Аллах Азза ва Джелле до пратеникот на оваа земја. Тогаш тие му рекле, тој е наш непријател. А зашто? Према нивни убедувања батил, рекле дека Џибрил е тој што доаѓа со војна, со борба и казна, па затоа тој е наш непријател. Да речеше дека твојот заштитник е Микаил, кој во основа знаете дека Микаил е задолжен за дождот и растенијата, па рекле кога би дошал со Микаил, кој е задолжен за овие работи, кој доаѓа во основа со милост, би те прифатиле. Но ове брече што? Ове само нивна арогантност, за да го одбиеат или да одбиеат вистината, јасната вистина со која дојден Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, па потоа Аллах Азза ва Джелле го објави овој курански ајет: "Кул мен кана адуван ли Џибрил, фа иннаху наззалаху ала қалбика би изниллахи мусаддиқан лима бейна јадеји." Кажи му Аллах пратенику на овие евреи, кој му е непријател на Џибрил, нека знае дека тој со Аллахова дозвола го спушти Куранот на твоето срце, потврдувајќи го она што беше објавено пред него. И поради ове, тие заслужиле гнев врз гневот кој веќе го имале. Ова брача, ова работа го потврдува и друга случка, дека тие евреите го мразет на Џибрил алейхи салату ва салам, а тоа е случката со Абдулла ибн Салам, кој беше евреин, и неговата случка кога прима ислам. И овие спомнахме претходно дека еден од ретките евреи кои примале ислам. Па пренесува Енес ибн Малик ради Аллаху анху дека рекол: Абдулла ибн Салам слушнал за доаѓањето на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем додека беше на својата земја и собираше плодови. Во време кога му е најбитно ними, најпотребното време, најубото време. Тога слушнал дека Мухаммед алейхи салату ва салам се појавил или дошол. Потоа кога слушнал, отишол и дошол кај Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем и му рекол: "О Аллахов пратенику, ќе ти прашам или ќе те прашам за три работи кои не ги знае никој освен вистински пратеник." Па му рекол: "Кој е првиот знак од предзнаците на судниот ден? Која е првата храна што ќе ја јадат жителите на џеннетот? И поради што детето личи на таткото или на мајката?" Па му рекол алейхи салату ва салам: "За овие работи Џибрил ме извести пред малку." Па му рекол Абдулла ибн Салам: "Џибрил?" Му рекол: "Да, алейхи салату ва салам." Па Абдулла ибн Салам рекол: "Но Џибрил е непријателот на евреите меѓу мелеците." И ове тие што го потврдит, и ове хадис во Бухари. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем го проучил овој курански ајет, а потоа рекол: "Што се однесува до првиот знак од предзнаците на судниот ден, тоа е оганот кој ќе се појави и кој ќе ги собере луѓето од исток кон запад." Ова е првиот предзнак на судниот ден, се мисли на големите предзнаци на судниот ден. Што се однесува до првата храна што ќе јадат жителите на џеннетот, тоа ќе биде додатниот или најубавиот дел од џигерот на китот. А кога течноста на мажот ќе надмине течноста на жената, детето ќе повлече сличност кон таткото, а кога течноста на жената ќе надмине течноста на мажот, детето ќе повлече сличност кон мајката. Тогаш Абдулла ибн Салам, кога го слушнал ова од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, рекол: "Ешхеду ан ла илаха иллаллах ва аннака расулуллах." Сведочам дека нема друг вистински Бог освен Аллах азза ва џел и дека ти си Аллахов пратеник. Е ове кога Аллах азза ва џелле ќе спушти нур и светло во срцето на некого. И тие претходни или другите евреи го сумиле одговорот од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, но нивните срца се тврди како камен и нивните срца се темни, па немој да ја сватат или да ја примаат вистината. А кога Аллах азза ва џелле ќе сака да упати некого, доволно му е ове. Доказите се јасни како ден, но Аллах азза ва џелле упатува кого сака.
После ово, како примал Ислам, Абдулла ибн Селам рекол: о Аллахов пратенику, евреите се народ што измислува лаги и клевети. Ако дознаат за мојот Ислам пред да ги праша за мене, ке ме наклеветат. Потоа дојде евреите, па Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем ги прашал: каков човек е Абдулла ибн Селам меѓу вас? Па тие рекле, пази тоа, му го одговориле евреите и му рекле: Абдулла ибн Селам е најдобриот меѓу нас. Син на најдобриот меѓу нас. Тој е наш лидер, наш господин и син на нашиот господин. Пофалба до крајна мера. Па му рекол алейхи салату вассалам: а што мислите ако Абдулла ибн Селам примит ислам? Па рекле: не'удhu билlah мин залик. Аллах да го чуват од теа. Тогаш Абдулла ибн Селам излегол пред ними и рекол: сведочам дека нема друг вистински Бог освен Аллах азза ва џел и сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи веселем е Аллахов пратеник. Тогаш истите тие евреи кои го пофалиле на Абдулла ибн Селам рекле: тој е најлошиот меѓу нас и син на најлошиот меѓу нас. Ле како се врти тоа работа. Ова е мерило, брача, динов и хаков е везден мерило за све. Само пред теа бил најдобриот инсан ке ними. Само што е прифатил верава на Аллах азза ва џел, тога станал најлошиот човек меѓу ними. Дури и син на најлошиот, кој во основа неговиот татко немал никаква врска овде. Ма немат ке ними постанит све омразено што се работат за хакот и за уња кои се држит за хакот. Па Абдулла ибн Селам рекол: ова е оно што се плашев о Аллахов пратенику, кога би ги известил пред да ги праша за мене. Па овие евреи, Аллах да ги понижи, бече се народ на лаги, клевети и расипаност, и ово нивната злоба, нивната заблуда и нивната арогантност кон ибадет и обожавање на Аллах азза ва џел и следење на неговиот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Ако Аллах азза ва џел им го олеснеше доброто и хајрот, тие ќе поверува, ќе го следеа пратеникот саллаллаху алейхи веселем и целосно ќе му се предадеа на Аллах азза ва џел и на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Ова е, брече, што се односит за само овој курански ајет, потоа следи другиот курански ајет, но иншаллах ќе продолжиме во следното дружење. Го молам на возвишениот Аллах азза ва џел да ни разјасни неговата вистина, да ни дај да ја засакаме вистината и да ја следиме, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џел да ни објасни лагата, да ни ја заморзи и да ни чува од неа, и го молиме на Аллах азза ва џел да ни соедини во џеннетул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин.